Почитувани, над 300.000 пензионери на своја кожа ја почувствуваа неодговорната и расипничка политика која ја спроведува владата на СДС и ЗАЕВ. Дојде септември, а пензиите не се покачија. СДС и ЗАЕВ ги потценија пензионерите и наместо да им го реализираат планираното покачување на пензиите за 5%, тие на пензионерите им скратија 4% од зголемувањето. Наместо септемвриската пензија да се покачи за 650 денари, како што правеше и планираше ВМРО ДПМН, ЗАЕВ и СДС ја покачија само за 180 денари. Со ова владата на СДС и ЗАЕВ директно и безмилосно од джебот на секој пензионер зема околу 500 денари. Ваквиот чекор на владата на СДС и ЗАЕВ ја отсликува негрижата и понижувањето на оваа категорија на граѓани. СДС и ЗАЕВ ги изманипулираа пензионерите. СДС и ЗАЕВ пред изборите ветуваа едно, а сега прават друго. Почитувани, ова не е прв пат пензионерите да се на удар на СДС. Во претходното владење на СДС не само што не одвоија ниту еден денар за пензионерите, туку дополнително ја ги оштетија пензионерите со крадењето на 8% од пензиите, кои никогаш од нивна страна не им беа вратени. За разлика во времето на владењето на ВМРО ДПМН, просечната пензија од 7.684 денари, колку што изнесуваше во 2006 година, се зголеми на 13.754,00 денари во 2016 година. Пензионерите паметат и дека СДС им ги исплаќаше пензиите во групи. Првата група во почетокот на месецот, втората во средината на месецот, а третата група кон крајот или на самиот крај од месецот. Пензионерите паметат дека кога СДС е на власт, тогаш нема ниту единствен проект кој би се реализирал за нив. За разлика од нив, од ВМРО ДПМН, кој реализираше повеќе проекти за пензионерите, а помеѓу најискористените беа користење на банска климатска релаксација, која опфаќаше 6 пансиони со вклучени медицински прегледи, храна и патни трошоци. Истиот го искористија над 5500 пензионери. Бесплатен викенд, бесплатен градски превоз, 3 пати во седмицата, 50% посета во културните институции и многу други проекти значајни за нив. Разликата во начинот на владење е очигледна. ВМРО ДПМН беше партија која имаше добро осмислени проекти за сите категории на граѓани, за разлика од СДС и ЗАЕВ, каде што немаат никаков концепт со кој би можеле да се понуди поквалитетен живот на овие и сите други граѓани. Но ВМРО ДПМН, кога ќе се врати на власт, ќе ја надомести штетата која што ја направија СДС и ЗАЕВ. Пензионерите никогаш повеќе нема да дозволат СДС и ЗАЕВ да ги манипулира и лаже. И затоа на 15 октомври на локалните избори ќе го казнат ЗАЕВ и СДС, а со тоа и целосно ќе го делегимитираат и избришат од политичката јавност. Благодарам.